Почитувани медиуми, почитувани граѓани, анкетите на јавното мислење се дизајнирани така што имаат за цел да ги представат мислењата и довербата на граѓаните во различни сфери и области. За жал, последните истражувања од анкетата на Евротинк имаат безброј индикатори од кои може да се заклучи едно: неспособноста и криминалот на СДСМ и ДУИ од една страна комплетно ја уништија довербата на граѓаните во системот, а од друга страна го зголемија евроскептицизмот. Што велат бројките? Имено, едно од прашањата што го разгледува ова истражување е какви се ставовите на граѓаните за демократијата во Македонија. Резултатот е следен. 61% од граѓаните сметаат дека во Македонија нема демократија, што е изразено преку најслаби оценки, со единица и двојка. Оваа неспособна власт постојано зборува за наводно почитување на демократијата, слободата на говор, почитување на човековите права, додека во реалноста се случуваат рангирање на Македонија во хибриден режим, до навредување на медиумите и нивната уредничка политика и ограничување на слободата на говор. Она што дополнително е застрашувачки е што хронолошки гледано во анкетата енормниот пат за демократијата се случува за само 2 години, од 2020 до 2022 година, за дури 25,5% пониска доверба. Воедно, власта е таа која постојано сака да споредува состојби во Македонија од пред и потоа, па еве уште еден доказ за тоа. Во 2015 година 32,9% од испитаниците сметале дека во Македонија има демократија. Наспроти, овие само 16% денес. Поразителни бројки следуваат и понатаму. 72% од граѓаните во Македонија сметаат дека државата се движи во целосно погрешна насока. Понатаму, она што е дополнително фрапантно е што дури за 10% е падната довербата за само една година на оние граѓани кои лани сметале дека Македонија се движи во правилна насока. Почитувани, ова е еклатантен пример како оваа неспособна и криминална власт на СДСМ и ДУИ ја убива и последната надеж на граѓаните дека може подобро и дека треба поинаку. Со овие показатели, Македонија не може да оди напред. Граѓаните не живеат подобро, напротив, од ден на ден се зголемува разочараноста, сиромаштијата расте, животот станува потежок за сите нас. Додека овие од власта се обидуваат да купат ден или месец повеќе за богатење и за нови бизнеси. Почитувани граѓани, едно е сигурно. Колку подолго трае оваа влада, толку полошо за Македонија. Ви благодарам. Повелете доколку имате прашања? Благодарам.